Се поизвестно е дека власта повторно ќе си го искористи европското знаменце. Сега најверојатно дебатата со опозицијата ќе се избегне за предлог законот за амнестија. Сепак премиерот Димитар Ковачевски не знаел. Министерот за правда Кренар Лога ќе одлучува дали предложеното законско решение ќе оди во собранието по забрзана постапка. Затоа Лога добил 48 часака дека треба да има брифинг со новинарите, пошто и официјално предлог законското решение ќе било испратено во законодавниот дом. Следуваше усогласување со номотехничко за законодавство и усогласување со третманот на лица осудени во странство согласно со меѓународни конвенции и тој ќе оди во собрание. Во однос на постапката која што ќе се оди во собранието, министерот за правда господинот Лога во текот на наредните 2 дена, значи 48 часа, ќе има детален брифинг со медиумите на оваа тема. И Ковачевски од Министерството за правда потврдија дека предлог законското решение владиниот филтер го минал уште минатата седмица, но бил испратен на допрецизирање на одредени делови. Од Министерството за правда потврдуваат дека според она што е предложено целосно ќе бидат ослободени оние кои има изречена казна затвор до 6 месеци, додека 30% помала казна ќе добијат оние над половина година. Амнестијата не се однесува на лица кои се осудени на доживотен затвор, за кривично дело убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, против половата слобода и половиот морал, против државата, против човечноста и меѓународното право. Нема да важи ниту за кривичните дела злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата, како и за кривични дела сторени при вршење семејно и родово базирано насилство. Амнестијата нема да се однесува ниту за лица кои делата ги сториле по 1 септември годинава. Целта е да се овозможи ресоцијализација на сторителите на кривични дела и растеретување во казнено-поправните установи, со оглед на фактот што состојбата таму во изминатиот период е алармантна, а тоа беше потенцирано во бројни меѓународни извештаи, како и од Комитетот против тортура во рамките на Советот на Европа. За овој предлог закон ќе биде само власта, опозицијата соопшти дека ќе биде против. ВМРО ДПМН најави дека на секој можен начин ќе се обидат да го блокираат неговото изгласување, а против ќе биде и албанската опозиција. Значи ова не е во интерес на граѓаните, не е во интерес на процесиве или на ЕУ интеграции, туку напротив, значи сакаат амнестија, значи на криминалот што е направен во тоа време и сегашно време и мислат утре кога ќе преминат во опозиција да ја поминат, значи покомотно и со помалку последици. Од ВМРО ДПМН изразија сомнеш дека власта се обидува да спроведе сценарио слично како пред 6 години кога обвинуваат дека криминалци биле ослободени од издржување казна затвор за да им помогнат на СДСМ и ДУИ да победат на локалните избори во 2017-та. Постојат и предупредувања дека со овој закон власта би сакала да се испазари и за евентуално изгласување на уставните измени. Собранискиот спикер Талат Џафери кажа дека за некаде една недела законот би требало да биде на пленарна седница ако влезе во собранието со европско знаменце.